Според вашето мислење, дали детето ви е добро подготвено за на училиште? Малата одеше во предшколска установа од година дена. Мислам, тука се подразбира градинката. После тоа во голема група во градинка. Дома исто така обрнавме повеќе внимание на сликовници, на препознавање на букви и слично. Значи, вашата подготовка се состоеше во предшколската установа. А добро, дали сметате дека вашето дете е малку премладо за на училиште, бидејќи колку што разбрав има само 6,5 години? Јас исто да го мислев, меѓутоа малата идната година би имала 7,5 години, према тоа со педагогот разговарајќи и тестирајќи ја, дојдовме до заклучок дека е време сега да тргне на училиште, за тоа што покажа доста добри резултати. Па добро, сепак и покрај добро покажаните резултати, не сметате ли дека предшколската возраст е единствената возраст на детето кога е навистина слободно, без никакви обврски? Или тоа не ви пречеше? Прилично време размислував на таа тема, меѓутоа дојдовме до заклучок дека малата е спремна за училиште и би можела да тргне. А таа сигурно сака. Таа покажа доста голема желба за тоа. Се извинувам, вие како просветен работник, како го подготвивте вашето дете за на училиште? Моето дете одеше во забавиште, во детската градинка Братство единство и мислам дека доволно е подготвено за да ја свати програмата која што е предвидена за прво оделение. Дали сметате дека одењето во предучилишната установа е корисно за децата? Да, секако. Јас мислам дека предучилишната установа е темел која му го обезбедува понатамошниот развој на децата воопшто. Како се викаш? Еми Босилковска. Босилковска. А името? Еми. Еми. А добро, колку години имаш? 6. 6 и толку малечка сакаш да одиш на училиште? Така. А не ти е жал веќе за кукличките? Не. Не, значи сакаш да учиш. А добро, ја сакаш. Денот кога детето за прв пат ќе го пречекори прагот на училиштето и ќе стане ученик, останува трајно во неговото сеќавање. Сигурно и во наш интерес е таа импресија да биде што повпечатлива. Поаѓањето на детето во училиште представува пресвртница во неговиот дотогашен начин на живење. Со стапувањето во училиште се повеќе избледуваат безгрижните детски игри и почнуваат првите сериозни обврски. Детето ученик во училиштето се наоѓа во сосема нова средина, па затоа средината уште од првите денови, од првите часови, треба да го заинтересира, привлече и мобилизира. Ако со задоволство и без тешкоти се вклучи во колективот на своите врсници, тогаш овладеало со едно од големите барања што пред него се поставуваат во училиштето. Шетаме да го видиме дворот. Во него има многу зеленило и зеленилото се треба да го чуваме. Ајде вие поме. Ајде помене. Пушти ја раката, Душо, пушти ја раката. Ајде помене. Каква ќе биде учителката? Дали ќе најдам добри другари? Со кого ќе седам во клупата? И низа други такви мисли и прашања се јавуваат во главата на детето, училишен почетник. Да седиме на неа, да го спити нашето зелено. Тука имаме многу зелено. Добро ни дојдовте првачиња, наши најмлади и најсакани другарчиња. Од денес станувате ученици, ќе учите и ќе научите многу нешта, ќе другарувате со многу другарчиња, а најповеќе со книгата. Од година во година ќе раснете во нашата убава татковина, ќе ја запознавате и се повеќе ќе ја сакате, како што ја сакате својата мајка и својот дом. Од денес ваш втор дом ќе биде ова наше училиште. Во него преку вашите наставнички и книгата од ден на ден ќе станувате повозрасни, поумни и побогати со нови и нови знаења. Децата што престојувале во предучилишните установи, од таа страна се во поповолна состојба. Децата што веќе го имаат завршено првото одделение свечено ги дочекуваат своите нови другарчиња и по тој повод им подготвуваат разни свечености. Раснеме во Титова Југославија.
во најубавата земја во светот. Едните ученици љубопитно го разгледуваат училиштето, учениците, таблата, сликите, ученичките дзидни пануа, а потоа седнуваат во своите клупи и одговараат на поставените прашања од учителката, пеат песнички, рецитираат стихотворби и слично, и на тој начин непосредно се запознаваат со животот во училиштето. На вашите клупи забележувате картончиња. Од едната страна има слики, а од другата страна се напишани вашите имиња и презими. Сега се гледа се треба, колку може, да се го препознае своето име напишано на картончето, а со самото тоа и да се седне на тоа место каде што е напишано неговото име. А тие што не можат, ќе им помогне другарчињата. И за да не би поаѓале сега сите одеднаш, овие први 4 ќе појдат прво овде во овој ред, да се го препознаат своето име, а вие. Ето вики, исто, погледате, ако си го најдете името, ќе се седнете. Јовица, овде е таа страна. Добра. Сама си го најде своето место. Како го препозна? Го препознав по Станковската Маја. Тоа значи дека знаеш? Да читам. Знаеш да читаш? А сега да видиме од другата страна, заврти си во картончето. Што забележуваш? Што има од таа страна? Забележувам Што е тоа? тоа е како 3 Зашто се две тоа? машки и една женска ја носат штафетата. Да, меѓутоа дали се тие што е тоа? Тоа е слика, така ли? Да. На сликата е прикажано како се носи штафетата. И сега кога не би знаела да читаш и да си го препознаеш своето име, би можела ли да се снајдеш по сликата? Не, Сликата не ја запамети, не ја забелеш. не забележа. И сега можеш ли да си го препознаеш твоето картонче само по сликата? Може. Може, тоа значи дека можеш. Ке можете ли да ни кажете од вашата учителска практика, дали сте најдувале на некои проблеми во однос на тоа, оние деца кои оделе во предучилишна установа и оние кои не оделе? Дали постојат некои разлики и какви се? Па видите, јас од моето искуство, што го имам досега проведено од 31 година, сум поминала во места каде што не е имало услови за такви детски установи. Така да и во најзафрлените села сум работела и таму доаѓале деца со никакви подготовки. И сигурно сум убедена дека во тоа е имало многу големи тешкоти, затоа што ние, освен образованието што сме требале да го даваме на учениците, ние и ги воспитувавме. А тоа навистина е многу тешка работа, да воспитуваш и да образуваш истовремено. И се содружувавме со многу тешки проблеми. Требаше да ги научиме децата да седат, да стануваат, да креваат рака, на најосновните работи. Инаку тие работи се учат во предучилишните установи. Тие работи сега се учат и тоа се забележува сега во моментално кај што работам во овие установи. Сега сум во центарот во Скопје, тие установи постојат, многу се убаво подготвени,
и веднага доаѓаме до такви резултати и до такви сознание дека тие установи се потребни и ги согледуваме ние тие успеси и постигнат резултати од таквите установи. Најконкретно, еве, овој пример сега денеска, втор ден од настава, ние веќе гледаме дека децата се потполно спремни да почнеме и со настава. Да, па добро, постои ли разлика некоја вака очигледна да е меѓу оние кои не посетувале таква установа? Моментално постои. Овдека јас во овие 2 дена што работам, забележав дека деца што не биле во таква установа, нив ако ги чувало дедо или баба, така да изостанува од тоа, во тој поглед, тоа воспитување кај деца. Тоа сметате ли дека тие недостатоци ќе се провлекуваат на некој начин и сите 4 години или тоа ќе биде само привремено во почеток? Тоа ќе биде само привремено. Сме имали такви услови каде што такви примери за 1 месец, за 2 месеца ние веќе ги уходуваме децата со тоа. Редот, дисциплината, основните работи што треба да ги знаеле децата пред да дојдат. А сега не може да се каже дека основни работи знаат. Децата знаат и многу работи што ние веднага на тоа надоградуваме нова материја што треба во прво оделение и немаме никакви тешкоти. Епа еви, заврши сега забавиштето. Сега ќе тргнеш на училиште. Таму нови пријатели, нови случки ќе ти се случуваат, нови работи, ќе учиш пуно работи таму. За животни, за авиони, за тревки, за луѓето, за децата, све ќе учиш. И после ќе кажуваш на Елена и не за ќе ја подучуваш. Ќе учиш тамо нови песнички и ќе станеш Титив пионер, ќе ти врземе марама, црвена, капа со звезда петокрака. А сега да видиме нешто, мака да ти покажам. Овие многу добро си ги набоила. Само на училиште нема само боенки, ќе учите и букви. Добре, ај сега спреми се, ќе излеземе малку да се прошетаме. Иако родителите последните месеци пред поаѓање во училиште на детето му посветуваат поголемо внимание и грижа, сепак кај некои семејства присутна и нервозата. Родителите страхуваат дали нивното дете добро ќе се вклопи во училишната средина, какви ќе бидат првите впечатоци на учителката и слично. Тоа се грижите и мислите кои ги преживуваат повеќето родители, на кои детето им поаѓа на училиште. Но многу грижи ќе ги снема, ако навреме се преземат соодветни подготовки. Например, покрај воспоставување личен контакт со училиштето и учителката, родителите пред запишување на детето исполнуваат прашалник кој содржи поединости за растот, развојот, воспитувањето на детето и одредени индивидуални особености, карактеристични за неговата личност. Исто така, реалните искажувања за нивното дете се од посебно значење за учителката, бидејќи во почетокот на школувањето потешко се запознаваат децата ученици и нивните индивидуални особености. Затоа секоја информација добиена од родителите за нивното дете има посебна важност и значење. Исто така, разбирливо е и пожелно присуството на родителите на првиот училишен час. На тој начин, мајката или таткото ќе сознаат што се бара од детето, во што можат да му помогнат, во што треба да се осамостои, како најдобро да го воспостават дневниот режим на малиот ученик и многу други корисни совети што ќе ги слушнат од учителката. Родителите на тие неколку први часови ќе бидат запознаени од учителката каква облека и каков прибор се потребни за одделни наставни содржини и активности. Исто така, таму им се препорачува на родителите да не купуваат самостојно прибор пред да добијат објаснување. Не е препорачливо детето да има повеќе прибор отколку што му треба и одговара. Маја, овие работи ти требаат за денес. Ти треба тетрадката по македонски, ти треба букварчето, математиката, боичките, патиките за физичко. Меѓутоа, колажот хартија зошто го носиш? Си го заборавила петокот.
математичкиот семафор се уште не го употребуваме. И тоа не треба да го носиш. Тетраткава ова исто ти е повеќе. Ова блокче ќе го носиш само на часовите по запознавање на природа и општество. Детето уште од тие први часови се учи на правилното и рационално ракување со училишниот прибор. Затоа велиме дека се зависи од почетокот. Пожелно е во првите денови на детето да му се создадат услови за да може мирно и непречено да работи. Например, на возрастните при читање весник или книга им пречи ако околу нив некој претрчува и постојано нешто ги запрашува и слично. Па исто така, во таквата средина, тешко ќе може да се сконцентрира на своите задачи ученикот почетник. За да не го пренапрегнуваме неговиот нервен систем кога детето учи, да не дозволуваме во просторијата да бидат вклучени телевизорот или радиото. Ние мораме уште веднаш во првите денови сериозно да ја сватиме секоја негова задача, иако во тие денови тие работат според нас едноставни задачи. Да не се заборави тоа дека пишувањето криви линии или коси црти е исто така тешка задача како и за возрастниот, бидејќи решавањето на комплицираните математички задачи или анализирање на некоја книга за него е од посебен товар. Ето, заврши часовите? Да. Седите. Што учите денеска? Учевме по македонски сладка храна. Сладка храна. И како научите? За домашна имаш? И сега ќе пишеш домашна? Да. Си таму имаш од ден предстои доручек? Да. Доручкуваше? Па добро, ај сега да си напишеш, после може да си играме нешто, да си играш со другарчињата. Ај оди си усобиш како своја, да си напишеш домашна работа. Интересирајте се секој ден што треба да подготви ученикот за идниот ден, но пуштете го своето дете да работи самостојно. Не му ги решавајте домашните задачи, но секако контролирајте ги дали се во ред. Тоа се однесува и на уредноста на тетратките, книгите, моливите и сиот училишен прибор. Не смее да се дозволи, и тоа веднаш од почетокот, на детето да не му се вред тетратките, да не ги валка учебниците и така натаму. Навиките формирани во првиот период се од посебно значење за ученикот, зашто треба да се обрати посебно внимание, бидејќи тие се темел за понатамошната работа и учење. Сега дрце, сега што сакаш тука да нацрпаш? Чекамо како дрцето. Тука дрцето добро е. Толку е големо дрцето. Сега едно девојче. Тука да ме вели како си игра? Тука тревичка. Ајде, напиши тревичка. Браво. Ајде. За училишните подготовки на некои деца им е потребно помалку време, а на другите повеќе. Добро е учењето од време на време да се прекратува и да му се даде на детето малку одмор за игра и забава. Не напишаш? Ајде си, иди 10 минути поиграј си и после пишеш, ајде. Да не заборавиме и тоа дека детето половина ден го минува во училиште. Потребни му се простор и време да си поигра надвор. Затоа не е пожелно, уште во почетокот, да ги оптоваруваме малите ученици со други обврски, например, учење странски јазици, свирење на некој музички инструмент и слично. Откако детето постепено ќе навлезе во некои работи и кога ќе почне да ги совладува основните училишни должности, можеме да им поставиме и други воспитни активности, посебно ако самото дете покажува интерес за тоа. Барањата кои се поставуваат пред малиот ученик во прво време не се мали и представуваат сосема нов начин на живење и работење. Например, детето мора под водство на учителот да се концентрира на наставата и да биде внимателно, за разлика од предшколската возраст, кога детето знаело да се сконцентрира на некоја активност што го интересирала.
За ученикот не е доволно да запомни само она што го интересира него, туку мора постапно да запаметува и работи што се зацртани со наставниот план и програма, а секако и да биде способно презентираниот материјал да го репродуцира. Исто така, неговото говорно искажување мора да биде на добро ниво, а изразувањето течно и правилно. Тато и на Бети, таму една за школа, еднаш не напиша домашно и учителката ѝ рече зашто не си напишала домашно и ја искара. После она седеше цело време во ќош и затоа учителката ѝ рече Бети, сега така ти ако не си напишала домашно и сите после ние се смеевме. Изнесените состојби се само скромен прилог за ситуацијата во која наидуваат училишните почетници, прваците. Тие состојби можат да предизвикаат кај родителите страф и вознемиреност дали нивното дете ќе може правилно да се вклучи во наставата. Меѓутоа, погрешно е да се смета дека на детето му се поставуваат несоодветни барања и дека не е способно да ги совлада. Наставната програма за прво одделение има своја долгогодишна традиција и се подкрепува на научни и стручни сознанија. Детето денес има повеќе извори од кои може да се напојува. Например, телевизијата, радиото, филмот, весниците и другите модерни аудиовизуелни средства во училиштето и дома. Со разумна консумација, сива овие средства влијаат на општиот развој на детето. Напомената «Внимавај, памети се што треба да знаеш» го следи скоро секој прваче на патот од дома до училиште. Оценката треба да биде за детето поттик за работа, а не како што некои родители сметаат дека оценката е мерило само за успехот на нивното дете. Есен, доцна есен. Јас сум родител на Сенкова Цветанка. Ме интересира нејзиниот успех. Веќе 2,5 месеци оди на училиште, па како стои со предметите? Ако можете да ми објасните. Да, Сенкова Цветанка веќе кај мене е 2,5 месеци. Меѓутоа, јас нејзиниот развиток психички го пратев и во забавиштето наше. Сега по македонски таа е добра. Читањето е добро и течно, изразно чита. Меѓутоа, при диктатите испушта по некои букви на кои што треба да и се обрне повеќе внимание. По математика досега работиме со множества и во обемот на тие множества добро резонира. И не би требало многу тука да се ангажирате, бидејќи повеќе наставата по математика се одвива на самите часови. Добре, таа материја нешто е позната од забавиштето. Да. За множеството веќе таму нешто работеа. Да. Повеќе е запозната. Да. Меѓутоа, кога ќе почнеме со сметачките операции, тогаш ќе видиме, да, ќе видиме. По запознавање на природа и општество, ќе настојувате повеќе реченично детето да се искажува, со оглед на тоа што тие се научени да даваат одговор со еден збор или да одговорат со да и со не. Тоа е за сега. Повелете друг пат. Благодарам многу. Поверие, после контакт. На овој час ќе пишуваме реченици со изучените Учителот ракописни создава букви. мислење за учениците спрема тоа како се трудат, колку се активираат во решавањето на домашните задачи, но исто така и за однесувањето во одделението. Оттаму, од таквите гледишта, подоцна доаѓа до несакани конфликти меѓу училиштето и семејството. Родителите се уверени дека нивното дете знае се и имаат чувство на сторена неправда ако нивниот ученик донесе пониска оценка или некоја опомена од учителката. Не разбираат дека некое дете поинаку се прикажува дома, каде може би полесно се концентрира на работата, а поинаку во колективот со останатите деца, каде понекогаш и од невнимание прави грешки во сметањето, препишувањето од табла или не знае спремно да одговара на прашањето од наставникот. Сигурно дека и наставникот не е непогрешлив во проценувањето на детето, но тој има можност на пошироко споредување со децата од иста возраст. На родителите им недостасува ова споредување со останатите деца во одделението, а секако дека поседуваат и разбирлива пристрасност кон своето дете. Ваквиот несклад може да доведе до правење на големи грешки. Преку неколкуте примери се обидовме да укажеме на некои предуслови за добар почеток во посетувањето на училиштето, но и на некои препреки кои треба постапно да се совладуваат во училиштето и во семејството.
Во првите денови на детето му е потребна помош од своите најблиски. На ученикот почетник веќе не му е потребно галење. Треба со него да се биде сериозен, секогаш подготвен да се разбере, но не треба да бидеме попустливи. Разберете го 6-годишното дете како дете непостојано, полно со спротивни желби и склоно на емотивни возбудувања. Па затоа помогнете му да се урамнотежи со своите нови животни доживувања. Поставувајте умерени барања. Бидете достојни при извршувањето на неговите училишни обврски, но истовремено сочувајте му ги радостите и среќното детство на кое има полно право.